Над 125.000 евра тежат на доместоците за само 5 блиски лица и сопартијци кои екс-министерот Горан Милевски ги ангажирал во негово време во Министерството за локална самоуправа за 2 швајцарски проекти. Исплатите се однесуваат од август 2019 до крајот на октомври 2022 година, односно за период од 3 години и 3 месеци. Најмногу пари се исплатени на Бисера Јакимовска, во јавноста позната како поранешна раководителка на секторот за урбанизам во општина Центар, во времето кога со неа раководеше градоначалникот од ЛДП Андреј Жерновски. Ангажирана и во двата проекти. Во првиот, Јакимовска е координатор на административни и проектни активности. Нејзиниот ангажман датира од август 2019 година, само 2 месеци подоцна откако Милевски станува министер за локална самоуправа. Во проектот за одржлив и инклузивен регионален развој фаза 1 имала хонорар од 85.864 денари. Во втората фаза од истиот проект станува тим лидер на проектот за речиси двојно поголем хонорар, кој изнесува 150.470 денари. За нејзиниот ангажман досега исплатени се 3.907.634 денари или 63.538 евра. На двата проекти бил ангажиран и Филип Димитровски, кој е ученик на Горан Милевски. Во првиот проект е ангажиран како дипломиран економист на 4 месеци за хонорар од 49.534 денари. Во втората фаза од проектот пак станува координатор за мониторинг и евалуација за речиси дупло поголема сума од 81.821 денар. Вкупно за 15 месеци исплатени му се 1.098.225 денари или 17.857 евра. Ангажман, но само за втората фаза од проектот, има и Александар Мишев, председател на општинската организација на ЛДП во Центар. За периодот од ноември 2021 година до сега, во улога на експерт за јавни набавки и правен експерт на проектот, му се исплатени 981.852 денари или 15.965 евра. На листата се наоѓа и најмладата кандидатка за градоначалник на претходните локални избори за Куманово од ЛДП, Теодора Димитровска. Таа е проектен асистент на проектот за надоместок од 53.227 денари од ноември 2021 година. Вкупниот надоместок за ангажманот изнесува 585.497 денари или 9.520 евра. И поранешниот председател на ЛДП и екс-министер за труд и социјала и одбрана Јован Манасиевски се појавува како дел од проектот, односно тим лидер на компонентата 2. За оваа позиција, тој добива надоместок од 116.000 денари и за период од 10 месеци му се исплатени 1.168.460 денари или 19.000 евра. Од неодамна, Манасиевски е назначен за нов македонски амбасадор во Анкара, Турција. Од Министерството наведуваат дека надоместоците на проектниот тим се определени споредбено со висината на надоместоците во меѓународните проекти кои се спроведуваат во државата. Додека пак буџетот го одобрува управен комитет на проектот во кој членуваат швајцарската амбасадорка, министерот за локална самоуправа и заменикот министер за финансии. Вработувањата во локална самоуправа ги испитуваше и вице-премиерката задолжена за политики за добро владење, Славица Грковска. Вице-премиерката во 2 наврати побара документација за ангажманите. Првиот пат каже дека Милевски доставил документација во која не достигало одговор за постапката, на кој начин биле ангажирани луѓето блиски до него. По вториот пат, откако и била доставена целата документација, од кабинетот на Грковска вела дека ангажманот на луѓето блиски до Милевски се направени во законска процедура и со одобрување на донаторот. Непол месец по истражувањата најден он за ангажманите на негови блиски лица и сопартијци и во Министерството за локална самоуправа, но и во други институции, Горан Милевски поднесе оставка и од министерската функција, но и од председателското место во партијата. Следно, Милевски ќе биде награден со амбасадорско место во Република Словенија.